Почитувани пријатели, поздрав. Најпрви на сите ви пожелувам добро здравје. Ова видео неизбежно ќе биде со ситуацијата со коронавирусот кај нас и во светот, но од еден поинаков агол. Имено ќе се обидеме со малку математика да утврдиме колкава е веројатноста да се добие точна диагноза дали еден пациент е заразен со коронавирусот или не, при услови на несовршен тест. Навистина може да се случи пациентот или пациентката да добие негативен резултат, иако сушност е заразен. Се разбира, можни се и други комбинации. Значи, ова е најдраматичен случај во кој што и пациентот и лекарот мислат дека тој е здрав, а тој всушност да е заразен. Ова се разбира под предпоставка дека тестот е направен тогаш кога што треба, не прерано. Но да идеме веднаш на табелите. Имено пациентот може да биде лажно негативен, односно резултатот што ќе го добие да биде негативен, а тој да е заразен. Се разбира, можни се и други комбинации. Пациентот исто така може да биде лажно позитивен. Значи, тој се наоѓа во редицата на здравите и во колоната која што покажува позитивен тест. Ова исто така е грешка, меѓутоа не е така драматична како претходната. Значи, индивидуата ќе доживее извесен стрес, бидејќи ќе добие позитивен тест, но на крај ќе заврши со хепи енд. Тоа поле го означуваме со жолта боја. Со зелена боја ќе ги означиме оние кои што математички се објективни. Така, например, пациентот може да биде вистински позитивен. Тоа значи тестот е позитивен и тој навистина е заразен. Значи, ова од аспект на објективност на тестот е поволно, иако за пациентот нормално не е. Или може да биде вистински негативен, односно да добие негативен резултат на тестот и навистина да е здрав. Во тој случај го сместуваме во редицата на здравите и во колоната на негативен тест. Често слушаме дека тестот е сензитивен или не е сензитивен и така натаму, меѓутоа сензитивноста не е единствен параметар кој што игра улога во овој математички модел. Ќе го покажеме тоа. Што е сензитивноста? Сензитивноста е стапка на вистински позитивни индивидуи. Позитивни, значи добиле тест со позитивен резултат, дека се заразени, и навистина се заразени. Значи, ова е стапката на болните. Ја означуваме со веројатност дека тестот е позитивен при состојба на заболеност. Го означуваме со заразен. Значи, овде се работи за условна веројатност, кај што условот е пациентот да е заразен. Меѓутоа, ова не е единствениот параметар, постои специфичност на тестот. Може би ова ќе помогне. Специфичноста е стапка на вистински негативните индивидуи. Значи, специфичноста се однесува на здравите. Таа покажува веројатност, тестот што ќе го добие пациентот да е негативен и навистина тој да не е заразен. Негацијата ја означуваме со овој знак. Значи, овде имаме условна веројатност. Како точно се пресметува веројатноста? Веројатноста по дефиниција е број на поволни случаи врз број на сите можни. Овде зборувам поволни од математички аспект. Се разбира, не е поволно за пациентот да биде болен, меѓутоа, еве понатаму ќе употребувам афирмативен. Значи, бројот на афирмативните случаи за кои што пресметуваме веројатност врз сите можни. Во таа смисла, сензитивноста е однос на вистински позитивните, значи пациентот добил тест дека е позитивен и навистина е заразен, врз сите можни заразени. Значи, сега работиме кај сензитивноста со првата редица.
множеството на сите заразени ги опфаќа вистински позитивните, значи тие што добиле објективен резултат, добиле позитивен тест и навистина се заразени, но и оние кои што се заразени, но добиле негативен резултат. Значи тие мислат дека се здрави иако се заразени. Тие се наоѓаат во исто така во првата редица, редицата на заразените, и ги означивме со црвена боја како најдраматичен случај. Специфичноста. Специфичноста е стапка на вистински негативните. Значи на здравите кои што добиле точен резултат дека нивниот тест е негативен. Значи тоа е однос на афирмативни случаи се вистински негативните врз целата редица на здравите, а таа ги опфаќа тие вистински негативните, значи кои што се незаразени и добиле тест негативен дека навистина се незаразени, и оние што се лажно позитивни. Тоа се овие тука со жолто, значи тие се кои што исто така се здрави, но добиле лажно позитивен тест. Тие добиле тест дека се болни. Значи имаме 6 параметри тука кои што ќе играат улога во овој математички модел. Вистински позитивни, веројатност тестот да е позитивен, а пациентот заразен. Лажно негативни, веројатност тестот да е негативен, а пациентот да е заразен. Лажно позитивен, веројатност тестот да е позитивен, а пациентот е здрав. И вистински негативен, веројатност тестот да е негативен, а пациентот да е заразен. Сега нека предпоставиме определени вредности за овие параметри кои што ги спомнавме. Значи гледаме, имаме 6 параметри кои што играат улога. И за почеток нека дадеме помали бројки и заокружени, за да може да го разбереме моделот, а на крај ќе ги дадеме реалните вредности во нашата земја. Значи нека предпоставиме дека сензитивноста е 90% на тестот. Нека предпоставиме дека специфичноста е 98%. Нека предпоставиме дека ќе разгледуваме популација од 10.000 индивидуи, каде што 1 од 100 е заразен. Тоа значи на популација од 10.000 100 ќе бидат заразени. Ако 1 на 100 е заразен, 100 се заразени. Тоа значи останатите 9900 се здрави во оваа популација. Понатаму предпоставуваме дека е направен тест за една определена индивидуа и тоа е негативен. Значи можеме било кој од овие 4 случаи да ги разгледаме. Тие се сите аналогни еден на друг, но нека го разгледаме овој што е најдраматичен, кој што може да доведе до непожелен исход. Значи правиме тест и тоа е негативен. Тоа значи понатаму ќе работиме со ова колоната на негативен тест. Поставуваме прашање: колкава е веројатноста дека пациентот е заразен иако е негативен? Реков се случил настанот, измерен е тестот и тоа е негативен. Тоа значи дека целокупниот простор на состојби, на можни потенцијални исходи и на сите множества кои што учествуваат во моделот, тоа се множеството на заразените, множеството на здравите, множеството на тие што добиле негативен тест и множеството на тие што добиле позитивен тест. Значи целиот тој простор на состојби, откако ќе се изврши тестот и се добие негативен резултат, сега тој целиот простор колабира, односно тој се руши, се разбива функцијата на веројатност и сега тој целокупниот простор на состојби се пресликува во множеството на негативни. Значи настанал колапс на функцијата на веројатност. Тоа ќе го прикажеме тука понатаму на сликата. Сега да ја пополниме табелата со овие бројки кои што ги предпоставивме. Идеме, например, прво со редицата заразен, тестот позитивен. Тоа се вистински
позитивни. Тоа значи заболени индивидуи. Рековме 1 на 110.000 е заболен, тоа значи дека вкупно такви ќе има 100. Рековме дека сензитивноста е параметар кој што е поврзан со вистински позитивните. Тоа значи во овој случај улога ќе игра сензитивноста, бидејќи тука се работи за заразен пациент. Сензитивноста рековме е 0,90, тоа значи математичката надеж или математичкото очекување ќе биде бројот на единките, тие се 100, по веројатноста таа ситуација да се случи, а тоа е 0,90. Бидејќи рековме сензитивноста е стапка на вистински позитивните. Овде се работи за вистински позитивни. Затоа тука чисто ќе имаме сензитивноста. Математичка надеж или математичко очекување е производ на бројот на определени настани, по веројатноста тој настан да се случи. Кај нас тука ќе биде 90, значи тука 90 индивидуи добиваме во ова поле. Кога зборуваме за сензитивноста и за специфичноста, може би ова ќе ни помогне, може да го кажеме и следното. Сензитивноста е од аспект на болниот. Груб пример ќе кажам. Например, ако тестот разликува сина и зелена боја, а пациентот е далтонист, значи неговиот организам не реагира на некој определен аспект за кој што тестот е дизајниран, тогаш тој пациент е несензитивен на тестот. Значи сензитивноста е од аспект на болните. Тоа е стапка на вистински позитивните. Од друга страна, специфичноста е од аспект на тестот. Тоа е стапка на вистински негативните, на здравите. Груб пример може да дадеме. Например, ако имаме тест кој што мери и дали пациентот е заболен од свински грип и дали е заболен од коронавирус, и тој тест ќе даде некој резултат, но тој резултат е неспецифичен. Ние ако добиеме позитивен резултат, сега нема да знаеме пациентот дали е од свински грип, дали е од коронавирус. Во тој случај специфичноста би била мала. Веќе специфичноста е број на вистински негативните, вистински негативните плюс лажно позитивни. Значи вистински негативните, тие што се здрави и како што треба добиле негативен тест, врз сите можни случаи, а сите можни се тие, вистински здрави со негативен тест, но и здрави со лажно позитивен тест. Кога овие лажно позитивни би биле 0, тогаш специфичноста би била единица. Би имале вистински негативни и врз вистински негативни тоа е единица. Исто така и кај сензитивноста. Значи, сензитивноста се работеше со првата редица, беше вистински позитивни врз вистински позитивни плюс лажно негативни. Кога тие лажно негативни, кои што рековме се најдраматични, пациентот и лекарот мислат дека пациентот е здрав, а тој сушност е заболен, кога овој број би бил 0, тогаш би имале вистински позитивни врз вистински позитивни, сензитивноста би била единица. Добро, завршивме со ова првото поле, сега идеме кај второто поле, тоа е пациентот е заразен, тестот е негативен, имаме лажно негативен резултат, односно математичката надеж за бројот на вакви индивидуи ќе биде. Се работи за заразените пациенти, бидејќи тој е заразен, иако добил негативен тест, у суштина тој е заразен. Такви се 100. Значи во математичката надеж или во математичкото очекување ќе игра 100. Бидејќи се работи за заразени, тука параметар од значење ќе биде сензитивноста, бидејќи сензитивноста работи со заразените, со вистински позитивните. Но бидејќи овде се работи за лажно негативни, не за вистински позитивен, туку за тие заразени кои што останале од множеството на заразени,
кои што добиле негативен тест, но и понатаму се заразени, тие ќе бидат нормално 1 минус 0,90. Тоа е 0,10. По 100 е 10. 100, овде имавме 90 индивидуи плюс 10, вкупно 100 во првата редица. Сега одиме во втората редица, тоа е редицата на здравите. Најпрви имаме лажно позитивни, тоа значи пациентот е здрав. Овде означуваме со незаразен, негација од заразен. Тоа е условот и добил позитивен тест. Здрави се остатокот од тие 10.000 од кои што 100 се заболени, значи 9.900 се здрави. Бидејќи работиме овде со здрави, а параметар кој што се однесува на здравите, односно на стапката на вистински негативните е специфичноста, значи тука ќе работиме со специфичноста. Меѓутоа, бидејќи во ова жолто поле работиме со лажно позитивните, а специфичноста е стапка на вистински негативните, значи едните и другите се здрави, тие сите се наоѓаат у редицата на здравите. Но вистински негативните се здрави и си добиле негативен тест и тие си се спокојни. Додека лажно позитивните, и тие се здрави, никој не им оспорува, но добиле позитивен тест. Значи, никој не може да им одземе тоа што се здрави и на крај ќе заврши со happy end, но добиле позитивен. Затоа тука кај нив веројатноста ќе биде 1 минус 0,98. Математичкото очекување ќе биде бројот на здравите, 9.900, по веројатноста да биде лажно позитивен е 1 минус 0,98, тоа е 0,02. Првото го делам со 100, второто го множам со 100, ќе имам 99 по 2, тоа е 198, 200 минус 2. Плюс овие 90, 288. Значи, вкупно пациенти кои што ќе добијат резултат дека тестот е позитивен, од 10.000 ќе бидат 288. Идеме кај последното поле, тоа е вистински негативни, тие се здрави и добиле тест дека се негативни. Здрави се 9.900. Фактор кој што игра кај здравите е специфичноста, значи за нив веројатноста ќе биде чисто 0,98, бидејќи по дефиниција специфичност е веројатност колку се вистински негативни, овие се вистински негативните, значи тука ќе имаме чисто 0,98. Математичкото очекување ќе биде бројот на такви индивидуи здрави, 9.900, по веројатноста 0,98. Тука делам со 100, тука множам со 100, значи ќе имаме 99 по 98. Тоа е 98 по 100, 9800, минус тоа е 1,98 што го занемарив, 9702. И овие горе 10, 9712. Значи во колоната на индивидуите кои што ќе добијат резултат дека тестот е негативен, имаме 9712 индивидуи. Собрани со овие 288, тоа е точно 10.000. Сега можеме од оваа табела да извлечеме се што ни интересира. Рековме најдраматичен случај е колкава е веројатноста пациентот да биде заразен иако е негативен. Тоа у суштина и се случи. Сега, што ќе помине овој модел? Може да видиме дали може да очекуваме уште некој таков случај или не. Ќе ни покаже оваа анализа. Сега, ова можеме да го направиме така што резултатите ќе ги извлечеме директно од табелата или може да идеме со Бајасова теорема. Еве, нека идеме со Бајасова теорема.
во моментот кога тестот е направен, значи настанот се случил, настанува колапс на функцијата на веројатности, целокупниот првобитен простор на состојби на сите можни ситуации кои што може да настанат, тоа е множеството на здравите, множеството на болните, множеството на тие што добиле позитивен тест, множеството на тие што добиле негативен тест. И сите нивни меѓусебни пресеци, целокупниот тој простор на состојби сега колабира, значи вршиме ренормализација, тој се руши и сега тој, овде означен точкасто, се сведува сега на множеството на негативните, бидејќи веќе ние знаеме дека од сега натаму работиме со негативните. Значи, овој простор S се редуцира во множеството на негативни. Од друга страна, работиме со заразени. Значи, нас не интересира колкава е веројатноста пациентот да е заразен, иако добил негативен тест. Значи, она множество што ќе ни интересира од сите можни е множеството на заразените. Тоа е означено со црвена боја. И ова множество сега колабира и се сведува на одсечокот, кој што е пресек помеѓу множеството на заразени и множеството на негативни. Бидејќи оној што го бараме е и заразен и негативен. Тоа логичко и во теорија на веројатност се означува со пресек. Тоа е пресек и се означува со овој символ. Значи, веројатноста пациентот да биде заразен при негативен тест, ова се вика условна веројатност, при што условот е негативен, е бројот на афирмативни случаи, значи поволни условно кажано, е веројатноста од пресекот, овој црвениот одсечок, тоа значи и да биде заразен и да биде негативен, припаѓа на овие двете множества, врз сите можни негативни. При тоа, веројатноста за сите можни негативни треба да биде поголема од 0, бидејќи успротивно ќе имаме делење со 0, а тоа е неопределено, односно би добиле бесконечен резултат. Идеме понатаму. Уште нешто ќе ни треба. Овде, бидејќи пресекот е симетрична операција, можеме да ги размениме местата на негативен и заразен. Значи, место да кажам P од заразен и негативен, може да кажам P од негативен и заразен, бидејќи тие се симетрични. Во тој случај ќе добијам дека P од негативен и заразен е P од негативен при заразен по веројатност да биде заразен. Ќе се сменат овие сите. Тоа ќе ни треба понатаму. Сега, барам веројатност пациентот да е заразен, иако добил негативен тест. Значи, барам условна веројатност при што условот е негативен тест. Тоа е равно, видовме горе пресек заразен и негативен, а истовремено видовме дека пресек заразен и негативен е заразен при негативен по P од негативен, значи ова горе го издвојувам, множам тоа што е во именителот со ова лево, значи добивам дека тој пресек е P од заразен негативен по P од негативен, што е нормално. Значи добивам P од негативен при заразен, про веројатноста да биде заразен, врз сите негативни. Бидејќи ќе работиме со негативните, издвојуваме ова колоната на негативните, со овие сега ќе работиме во овој случај. Ова понатаму е равно. Значи, веројатност да биде негативен при состојба заразен по веројатност да биде заразен, врз сите негативни. Сите негативни ги опфаќаат овие горе, значи да биде негативен и заразен при ситуација на заразен, значи веројатност да биде негативен заразен при ситуација на заразен, плюс сите останатите негативни, а тие се оние што си се здрави, значи тие добиле тест негативни, како што и треба да биде, односно тие објективно се здрави. Значи, во сите можни ќе влезат и веројатност од да биде негативен и незаразен, по веројатноста
колку се тие такви, бидејќи рековме математичко очекување е број на настани по веројатност тој настан да се случи. Значи по веројатноста да биде незаразен. Овие се сите. Сега, до сега работевме со бројките што ги кажав, кои што беа помали и заокружени, за да може да го разбереме примерот. Но сега јас ќе преминам на оние бројки со кои што ние располагаме, да видиме во нашата ситуација тоа што значи. Министерот за здравство Филипче спомена на конференција за печат дека сензитивноста на тестот е 0,99. Тука јас ке работам со 0,99. Тоа се однесува на ова веројатност да е негативен при ситуација на заразени. Тоа е ова веројатност да е негативен при ситуација на заразени. Рековме ке работиме со најдраматичната ситуација, означена со црвено. Но, бидејќи сензитивноста се однесува на вистински позитивните, а овој не е вистински позитивен, овој за кого што бараме веројатност е лажно негативен. Тој е болен, но добил негативен тест. Бидејќи е така, нема директно да ја ставиме тука сензитивноста, туку 1 минус 0,99. Оние што остануваат, бидејќи сензитивноста се однесува на точните добиени, значи болен и негативен. А овој е болен, односно болен и добива позитивен резултат. А овој тука со кого што работиме е болен, но добил негативен резултат. Затоа сензитивноста не се однесува директно на овие. Тој е нетипичен. Тие се остатокот до единица. Тоа е ова P од негативно при заразени, ќе биде во нашава реална ситуација за која што имаме податок дека сензитивноста е 0,99, ќе биде 1 минус 0,99. Тоа е ова првото. Второто е веројатноста да бидат заразени. Веројатноста да бидат заразени ќе ја добиеме кога бројот на заразени ќе го поделиме со бројот на целокупната популација. Овој податок го зедов од Википедија, кај што стои дека имаме вкупно 2.114.550 жители. Со тоа ќе работам, бидејќи ќе видите после дека не игра улога во крајниот резултат. Нормално од ден у ден се менува таа бројка. Работам со тие бројки. Работам со Wolfram. Тоа е Wolfram Alpha компјутациона машина на ниво на вештачка интелигенција која што работи онлайн. Интересно се доби дека овие два броја не се взаимно прости, се дели резултатот, гледате се добива и сега тука добиваме 0,0000837 и така натаму за веројатноста да е некоја индивидуа заразена. Еве го тоа тука. Доле се веројатноста да е негативен. Првото е истото од горе, значи веројатност да е негативен заразен, тоа е ова, веројатност да е негативен иако е болен, тоа е 1 минус 0,99, по веројатност да е заразен, тоа е реков 177 врз скупниот број на жители. 177 е состојба од среда 25.3. Гледаме објавено вкупниот број на заболени 177, се надевам нема да расте и наврво ќе почне да се намалува. Тоа е ова. Плюс, за специфичноста немаме податок, а гледате дека игра улога и специфичноста на тестот. Затоа јас ќе усвојам висока специфичност, 0,98, но сепак не 0,99 за да може да правиме разлика, за да може да ги разликуваме овие две и да се уочи дека и двата параметри
играат улога. Значи, сега тука имаме веројатност да е негативен при ситуација да е здрав, не заразен. Тоа е точно по дефиниција стапката на вистински негативните, тоа е специфичноста во чиста состојба, чисто специфичноста, и еве имаме 0,98 по веројатност да е здрав. Тоа ќе биде 1 минус веројатноста да е болен од сите можни. Тоа видовме со волфрам алфа дека е 0,000837 и веројатноста да е незаболен е 1 минус 0,00837. И така натаму го наоѓаме ова и добиваме дека е 8,5 по 10 на минус 7 или точно овој резултат. Реков го зедов од волфрам алфа при ситуација од 25.3. Еве како изгледа пресметувањето со волфрам алфа пресметувачката машина на ниво на вештачка интелигенција. Еве ја формулата, останува да видиме што тоа точно значи. Забележувате како логото на волфрам алфа подсетува заправо на коронавирусот. Едни исти форми сретнуваме на сите нивои, уште повеќе на аденоасоциативниот вирус. Ова лого представува стилизиран хиперболичен додекаедрон. Што всушност значи овој резултат што го добивме, дека веројатноста да добиеме негативен тест за пациент кој што е заразен изнесува 8,5 по 10 на минус 7. Ако оваа веројатност ја помножиме по бројот на жители, ќе добиеме дека би очекувале таква ситуација, која што секако е непожелна, за 1,8 индивидуи. Еден веќе се случи, значи втор може да се случи по 10 години, меѓутоа ако навистина се случи уште еден таков пациент и двајца и тројца, тоа според мене ќе значи дека тестот нема сензитивност од 0,99, туку помала. Во следното видео сакам да прикажам траекторија по која што се шири епидемијата на коронавирусот. Имено постои разлика меѓу траекторија и крива траекторија, во себе содржи информација и за времето во фазниот простор. Епидемијата се шири по логистичката траекторија, која што представува спрега од нелинеарни осцилаторни криви, кои што кријат фрактална димензија и потенцијал за ергодично поведение. Значи, за мала промена на контролниот параметар може да настане, грубо кажано, хаотично поведение и хаотично ширење на вирусот. Но ние сме далеко од тој дел на траекторијата. Сценариото кај нас ќе биде оптимистичко. Уште еднаш на сите пожелувам добро здравје, следи малку хумор и толку за денес. This is your pilot speaking. My name is Adrian Oberhensley. I'm working from home today.